Четвртиот учесник на денешната сесија е доктор Ицо Најдовски Перин, наш драг и секогаш добреден пријател кој пристигна од Мелбурн, Австралија. Доктор Најдовски е роден во Македонија, а во 1985 година се преселил во Австралија. Таму веднаш се вклучил во македонското движење. На Универзитетот Викторија во Мелбурн, на насоката Историја и мултикултура, тој се здобил со неколку дипломи, а во 1997 година магистрирал на темата Оспорен идентитет македонците во современа Австралија. Тој е магистар по мултикултура и историја, а 22 години предавал македонски и англиски јазик во повеќе училишта. Доктор Најдовски бил еден од оценувачите на завршните испити на студентите по македонски јазик во рамките на Министерството за образование на државата Викторија. Докторирал на Институтот за национална историја во Скопје, Универзитетот Свети Кирил и Методи на темата Македонско-австралијски народен сојуз 1946-1958 година. Дел од неговите објавени трудови се одржување на македонскиот јазик и македонската младина, споредба на три етнички групи: македонците, албанците и холандјаните, првата македонска генерација, интеграција или асимилација и македонците во Викторија. Тој е водител и уредник на програмата на македонски јазик на австралиското радио Triple Z, каде што има и улогата на подпредседател. Насловот на неговото денешно излагање е Македонската православна црква во диаспората. Тој Најдовски поведете. Благодарам и на Алдо, меѓутоа имам една забелешка за Алдо и Кочо, како професор, јас ќе ги разделам нив, да не седат заедно, бидејќи многу зборувам. Нема сила што може да не. Добро, да се насмееме малку. Улогата на Македонската православна црква во Австралија е мощна, значајна и продуктивна. Имено сакам да се вратам наназад уште од првиот век. Христијанството наблегува во Македонија, на териториите на Македонија и кај македонскиот народ. Познато е она со апостол Павле, да не одам понатаму, значи се појавил македонецот кој му рекол дојди во нашата земја. Понатаму продолжуваме со црквата од 3-4 век во Струница, која имам посетено. После Јустинијана прва се формира некаде во 5 век, па Македонската православна црква, Охридската епископија во 11-тиот. Така да христијанството во Македонија е уште од самиот почеток. Ние не можеме да речеме како што се бугарите, дека сме покрстени во 10-11 век. Кај нас христијанството и улогата на црквата е мошка од самите почетоци. Затоа не треба никогаш да се срамиме да окажуваме континуитетот на македонскиот народ во Македонија, етничка Македонија. Ние не сме дојденци, ние не сме придавки, не сме ние она што сакаат да не прикажат нас соседните држави, големите сили и така натаму. Затоа и апелирам до нашите научници овде кои сме собрани да бидат многу по-слободни кога употребуваме македонски народ и македонски идентитет и македонски јазик, бидејќи тоа ни го злоупотребливи од секоја крците и бугарите, па и србите и така натаму. За организираноста на македонскиот народ во Австралија започнува некаде во 32 години. Тогаш не била присутна Македонската православна црква во Австралија, меѓутоа биле присутни првите здруженија. 37 година во Перт друштвото Единство и во Мелбурн друштвото Гоце Делчев се формирани како противтежа на бугарите кои сакаат тогаш да ги заведат македонците, она што се правеше во Соединетите Американски држави со МПО и со другите организации. Понатаму и бугарската црква беше присутна во Америка. Одземени ни се многу цркви, не знам дали сте запознати, може и на 20 цркви се викаат македоно-български цркви. И не знаејќи ги македонците, ставовите, односно законите на Австралија, тие
дозволиле Бугарската православна црква да ги регистрира како интегрален дел на Бугарската православна црква, а не на македонците кои живеат во Америка и во Канада. Впрочем, тоа нас не се случува и во Австралија. Ќе дојдам до тоа малку покасно, сакам само да ја прикажеме организираноста на македонците во Австралија. Тие се македонци од егејскиот дел на Македонија, од Костур, од Воден, од Лерин, Солунско, Драма, Кавала. Тие се првите македонци во 30-те години кои бегаат под теророт на грчките власти, како што спомна и Тиме таму вчера, па и Елка денес во незиниот говор. Побегнати се и се организираат како самостојна македонска заедница со јазик, идентитет, култура, па и покасно и верата, вели, сите елементи што еден народ го прават посебен. Така и нашите од егејскиот дел се прават првите темелите на македонската заедница, кои сега сметаме дека се околу 90 години организиран живот, а малку повеќе од организираниот живот. Нели започнуваме со 35-та до 37 година. Бугарските разузнавачки служби веќе биле присутни во Австралија, како што биле и во Америка и во Канада, да ни кажат дека ние сме българи, а не сме македонци. На тоа македонците од егејскиот дел на Македонија жестоко се спротивставиле уште 36-та година, 37-та, и си организирале овие издруженија кои кажав. Понатаму во 46-та година се формира Македонскиот австралиски народен сојуз во Перт. Паралелно со него се го формираат како нивни гранки се Македонска искра, весникот, пуштен во употреба 11 октомври 46 година. Радиото македонско 1946 година, исто така на 11 октомври. Понатаму се купуваат места за пикници, се организираат игранки и идејата за формирање на Македонски народен сојуз, Австралиски народен сојуз во цела Австралија се носи во Перт и се формираат болнички одбори. Чинам и Димира Тајковски спомна вчера во говорот или надвор говорот, не се сеќавам. Градската државната болница во Скопје е дело на македонците од Австралија, 46-7 година, македонците од Америка и Канада, преку Македонскиот Американски народен сојуз, Македонски Канадски народен сојуз, Македонски Австралиски народен сојуз. Мик Веловски е човекот кој уште е жив, 103 години, 104, тој ги носеше парите. Меѓутоа, таа болница не требаше да се гради во Скопје, туку требаше да биде во Битола. Ранетите партизани од 46 и 47 година, наместо во Катланово, каде што се сега, и спомениците, наместо во таа болница, требаше болница да биде во Битола, да се лечат ранетите македонци, да се враќаат назад, но до тоа не дојде. Не ги знам решенијата зошто таа болница не е изградена во Битола, туку во Скопје, кој ја промени одлуката на македонците од иселништвото, не ни е познато до денес. Бидејќи македонците биле лево ориентирани во тоа време и независноста на Македонија како држава ја барале преку социјалистичкиот живот во тоа време или комунизмот што го пласираат во напредните држави во тој период, македонците се приклучиле кон нив и во Австралија, се приклучиле на Комунистичката партија на Австралија, а исто така учествувале и во Втората светска војна. Голем број македонци биле, Мик Веловски бил и авијатичар горе во градот Дарвин, каде што се борел Ристо Алтин, еден од македонските легенди, Стојан Савинов и многу други. Од Втората светска војна го формираат на Македонскиот австралиски народен сојуз и од Македонскиот австралиски народен сојуз кој се соочува со проблеми на социјализмот, сакам да ве потсетам, 1953 година во Америка се појавува макартизмот, со што Јосиф Макартни, еден од сенаторите во Американскиот сенат, вели, овие пред вас што се сите
и овие лево, десно и зад тебе сите се комунисти и мора да се уништат. И мора да се уништат сите организирани структури во Америка, за да не дојдеме да бидеме како Советскиот сојуз и другите социјалистички држави. Веднаш се забранил Македонскиот народен сојуз во Америка, во Канада и тоа влијалео да се забрани, односно да ги следат австралиските разузнавачки служби, подпомогнати од грчката, бугарската и југословенската, да ги следат нашите активисти. Немајќи каде да одат со Македонскиот австралиски народен сојуз, кој бил из цела Австралија застапен во сите градови, апсолутно во сите градови, и ја помагале и војната на македонците во егејскиот дел на Македонија, но и се восхитувале на независноста на Република Македонија во рамките на Југославија. Исто така знаете дека и Пиринска Македонија во тој период од времето имаше автономна покрајна, независност определена, меѓутоа сепак се изучуваше македонскиот јазик, македонците беа признати, така да се доаѓаше до една целина на целокупна етничка Македонија да биде заедно во составот на било која држава, дали тоа ќе биде Југославија или некоја Балканска федерација што тогаш се планирало да се формира. Но заради влијанието и одлуките на големите сили, на Черчил со Сталин, па на Тито со Сталин, до тоа не дојде, се до тоа пропадна во вода. Знаеме, познато ни е од нашите сведоци кои беа живи учесници во сите војни, во Втората светска војна, па и после така наречената граѓанска војна во Грција, зашто ние поголем дел сметаме дека беше едно востание на македонскиот народ за слобода на македонците, изборување на македонскиот јазик, култура, традиции, обичаи, но до тоа не дојде. Бидејќи македонците биле следени од разузнавачките служби на Австралија, тие формирале одбор, црковен одбор, каде што, пазете, првиот дел од тој црковен одбор бил да се тргнат македонските активисти од како носители на Македонскиот австралиски народен сојуз како политичка организација или организација која ги застапува етничките барања на македонскиот народ во Австралија, па и пошироко во светот. Значи, тоа било тој првата причина зошто се бара Македонската православна црква или црквата, каде што ќе можат македонците да действуваат пред се национално, па потоа духовно и културно, уметнички и така натаму. Во 1956 година македонците купуваат место од хрватите, го купуваат имено Далматинскиот клуб. 56 година хрватите го отстапуваат тоа место каде што се планира да се изгради црква. Таму се планира да се изгради храмот Свети Ѓорѓи, кој е осветен 1960 година. Меѓутоа, проблемите на македонците во Австралија се пренесени од 1912 и 13 година поделбата на Македонија, па Првата светска војна и Парискиот договор, претходно нели Букурешкиот договор и пред тоа нели Берлинскиот договор 1878. Тоа што се случува на Балканот го пренесува разузнавачките служби бугарски, грчки и југословенски преку православните цркви, Српска православна црква, Грчка православна црква и Бугарска православна црква. Бугарите беа мощни брзи, преку владиката Андреј Велички од Америка регистрираа, купија црквата, местото го купија македонците со македонски пари. Меѓутоа, владиката Андреј Велички беше многу силен и разузнавачките служби и подметна на македонската заедница. Проблемите кои ги имаме сега, сакам да ги разберете до некој степен. Подметна на македонците. Македонците им понудија свештеник кој ќе зборува, односно кој ќе пее на македонски јазик. Меѓутоа, официјално, легално, имотите ги регистрираа како интегрален дел на Бугарската православна црква, додека македонците не знаеа за тоа. Не знаеа до 88 година, кога ние со
владиката Тимотеј побаравме да назначиме наш свештеник македонски. До тогаш служа бугарски или пак македонци од Егејскиот дел на Македонија како првиот свештеник 1950 година, македонец од селото Нерет, Петре Филипов од селото Нерет. Нашите кои го слушнаа гласот во храмот на македонски и сите отидоа таму. Меѓутоа не знаеа дека имотот и припаѓа на бугарската црква и дека е под юрисдикција на бугарската православна црква. Но предводени од Стојан Србинов, од Ристо Алтин и останатите наши активисти, тие биле многу свесни, национално свесни и ги познавале и законите австралиски. Ги познавале австралиските закони и знаеле 56 година имотот кој го купиле да го регистрираат во австралиските институции како имот на македонците од целокупна Македонија, како нивни имот и дека тие спрема и законите на Австралија, група од 11 лица можат да регистрираат и да имаат црква. Меѓутоа на ова се спротивставуваат Грчката православна црква, Српската православна црква и Бугарската православна црква. Ги носат 57 и 8 и 9 година се водат судски спорови во Австралија. Општината Фицрој, каде што е црквата Свети Ѓорѓи лоцирана, не дава дозвола. Владата на Викторија не дава дозвола македонците да имаат посебна православна црква, како што имаат и другите. Судијата во една прилика им вели, па јас не сум владика да ви давам вас благослов. И тоа тужење завршува во позитивна смисла на македонците, бидејќи биле многу упорни и имале најдено еден адвокат кој бил мощне силен во тоа време и на судијата му рекол, судија, почитува судија, вие не сте владика, меѓутоа член тој од уставот на Британската империја, кој бил воведен пред 200 години од кралицата Викторија, пишувало дека 11 души во Британската империја можат да се соберат и да регистрираат било која религиозна деноминација. И така македонците го добиваат судскиот спор во Австралија, во Мелбурн, кој, како што спомнав претходно, беше пренесен проблемот од 13 година и Првата светска војна и во Австралија. Значи, Грчката, Српската и Бугарската православна црква не ни дозволуваја 4 години ние да имаме посебна македонска православна црква. Во Македонија знаете каква беше состојбата. Македонската православна црква беше во рамките на Српската православна црква. Имаше некаква автономија од 59 година до 67 година и дури во 67 стана Македонската православна црква независна. Прогласе независност, меѓутоа србите тоа не го дозволија легално правно и затоа и денес имаме истите проблеми со признавањето на Македонската православна црква од фанарите и од другите помесни православни цркви. Појавата на македонците преку Свети Ѓорѓи и осветувањето на темелите 1959 година од страна на Сириската православна црква и од страна на Англиканската православна црква, не е православна, Англиканската, свештеникот Елиот од англичаните и Џорџ Хајдер од Сириската православна црква ги осветуваат темелите на црквата Свети Ѓорѓи во 59 година на Илинден, а пак Илинден е земен, нели знаете, како најсветол македонски празник, 2 август 1903, 2 август 1944 година. Македонците силно се држат за тоа светло, тој факел, Илинден, Илинденското востание и Прохор Пчински и така натаму. Значи, не станува збор за Тито, нас не измислил што сега кажуваат бугарите. Македонците од Егејскиот дел на Македонија си биле свесни и уште во тоа време регистриран е и клуб со име Александар Велики, Александар Македонски. Тој клуб не доаѓа, тие луѓе не доаѓаат од Република Македонија, тие луѓе доаѓаат, како што спомнав, од
Костурско, од Воден, Воденско, Лерин, Леринско и другите места. Така да сите овие пропаганди сега што ни се случува да го промениме идентитетот, што и академикот Царев кажа дека секоја промена на идентитетот е пришење на македонскиот народ во целина. А нас тоа го спремаат од 1878 година, кога требаше и ние да добиеме држава своја, како и останатите балкански држави, но бевме и тогаш сосечени во поле, како и сега. Улогата на Македонската православна црква значи влегува во Австралија и зачекорува силно. Ги обединува македонците од сите страни кои ги има најмногу во тој период до 60 година ги има од Егејскиот дел на Македонија, потоа ги има од Преспа во Албанија, од Република Македонија и од Пиринскиот дел на Македонија. Впрочем, таа сплотеност на македонците од тоа време се уште трае и до ден денес. Нема некакви поделби кај македонците, дали се тие од Егејска Македонија, Пиринска или од Албанија, или се од Република Македонија. Ние сите сме заедно. Нашите поделби доаѓаат од поединци, од разузнавачки служби, од некои високо црковни достојници, поединци зборувам, а не Македонската православна црква како институција. Тие се што го кинат македонското ткиво и единство во иселеништвото во Австралија. Меѓутоа, македонците, како што реков, се многу свесни околу постоењето на македонскиот народ, македонскиот јазик, цивилизација, ако сакате. Ние се сметаме за една од најстарите цивилизации во светот, што тоа ни го пречат големите сили и западните научници кои измислуваат некакви работи, а ние, како што спомнам, се страмиме да кажеме дека нашето потекло е од античко време и непрекинато е. Имаме и такви докази, Александар Македонски, Филип Македонски, потоа апостол Павле, потоа имаме Јустинијана Прина, па Кирил и Методија, па Свети Климент и Наум Охридски, па првиот универзитет во Европа е нашиот во Охрид, а не Болоња, што кажуваат дека Болонскиот е прв универзитет. Меѓутоа, нас не зема нашата историја, а од друга страна ние се страмиме да кажуваме дека ние сме тоа што сме македонци. Да продолжам со црквата македонска. Во договор со синодот веќе на Македонската православна црква, знаеме дека Доситеј, тогаш поглаварот, е назначен за поглавар на Македонската православна црква во 59 година. И тој го праќа по барање на македонците од Мелбурн, го праќа владиката Наум Струмечки Злетовски, свештеникот Нестор Поповски и свештеникот Ѓорѓи Цветковски. Тие доаѓаат, меѓутоа и нив им спремаја и им подметнаја грчката црква, бугарската и српската, со жалба до Министерството за имиграција на Австралија им ја стопираја визата, да не можат да дојдат да ја осветат црквата на Илинден, да се помешаат работите и ако може целосно да се забрани осветувањето на Македонската православна црква во Фицрој, во Мелбурн. Меѓутоа, повторно активистите македонци во Австралија преку Министерството за имиграција, па и премиерот на Викторија во тоа време, добиваат владиката Наум Струмички Злетовски и свештениците добиваат визи, доаѓаат, меѓутоа со закаснување од 5-6 дена. И на 6 август, после Илинден, ја осветуваат првата Македонска православна црква, првото Свети Климентово кандило во светот. Значи во светот до тогаш ние немавме Македонска православна црква. Свети Ѓорѓи е првата Македонска православна црква која ја води и ја застапува македонската заедница во Австралија. Осветувањето било можне трогателно, било можне силно, затоа што за прв пат македонците имаат свој владика меѓу себе, имаат своји свештеници меѓу себе, знаат дека црквата и имотите се на македонската заедница, односно на финансиските членови, како што се регистрираат
сите организации во Австралија под како инкорпорации или асоциации. Не се приватни, како што сакаат да кажат денес еден или двајца владици, не се тие храмови приватни, не се тие имоти приватни, тие се на македонската заедница. Македонската заедница може да обстане да биде богата само преку тие капитални вредности, преку Македонската православна црква, која уште во 60-тите години отворија училишта по македонски јазик, свештениците беа првите учители по македонски јазик, произлегува и други организирани активности, драма, потоа има фудбалски клубови. Македонската заедница во Австралија регистрира клуб Македонија во 1947 година, кој ден денес постои. Сега беа пред неколку недели во Република Македонија има пријателски фудбалски натпревар со Вардар и со Пелистер. Така да, под закрилата на Македонската православна црква, со доаѓањето на владиката Наум и свештениците, победата со судскиот спор и победата над грците, бугарите и србите, и мушне значајно е да ви кажам дека сите овие 4 храмови биле на растојание од 500 до 1 километар. Сите овие цркви се наоѓале на такво близко растојание, само со една единствена цел, да се одземат, да се привлечат македонските православни верници во поместните цркви на соседните држави. Меѓутоа, не успеале во тоа. Не успеале во тоа, како податок и доказ е Македонската православна црква Свети Ѓорѓи во Фицрој, која од 6 август 1960 година понатаму е како појдовна линија, инспирација за сите македонски организации и македонци во светот. Уште истата година се купува место во Перт, 61 година се купува место во Аделајд, понатаму во Америка во 60 година исто така имаме купување на место за црква, во Торонто исто така имаме. Така да примерот го следат на црквата Свети Ѓорѓи, односно улогата на Македонската православна црква преку храмот на Свети Ѓорѓи во Фицрој и организираноста на македонците преку тој храм, во, како што реков, се отворија одма училишта на македонски јазик, децата одеа да го учат македонскиот јазик кои беа родени во Австралија или пак кои пропуштиле во Република Македонија, а знаете дека во егејскиот дел беше забрането да се учи и пишува на македонски. Добро, бидејќи рековте да бидеме пократки, јас мислев, че имаме демократија, но и овде гледам имаме забрана за зборување како во Грција. И само малку да се пошалам. Само малку да се пошалам. На крајот, значи, уште еднаш, колкаво било задоволството кај македонскиот народ и значењето на црквата Свети Ѓорѓи, односно Македонската православна црква, ќе го одделам цитатот на Ристо Алфин, еден од легендите на македонската заедница во Австралија, населен 1937 од село Лаген, Леринско, заедно со Мик Велјовски, кој е од селото Смрдеш Костурско, па и Стојан Савинов од Буф. Како го пречекале владиката, одговорот на Ристо Алтин бил ваков, цитат. Значи, улогата на Македонската православна црква во Австралија била регистрирана како национално, духовно и културна институција на македонците во Австралија, како што пишува во тогашниот, но и во сегашниот устав на Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија. Забележав во пожелтените записници, кога владиката Наум ја осветила во црквата Свети Ѓорѓи, дека Ристо Алтин, председател на иницијативниот одбор, во својот говор пред присутните и владиката рекол: "Дедо владика, ние не сме многу црковни, не сме големи верници. Историските услови не дотераа до ова да рече.
Но си ја сакаме Македонската православна црква, ја сакаме и Република Македонија, иако е во Федеративна Југославија. Но ќе бевме многу посреќни ако таа република се создадеше надвор од рамките на Југославија. Може би така побрзо ќе се случеше обединувањето и на другите делови на Македонија. Македонската православна црква, божествена установа, но во исто време и наш македонски парламент во Австралија. Зашто, како што рече братот Стојан, се уште имаме непогребани коски од борците на Македонија, чии коски се валкаат расфрлани по планините на Вичур и Грамос. Затоа ние се залагаме и ќе се залагаме за остварување на тој сон Македонија да биде обединета и самостојна. Овој свемеш постои и денес. Ви благодарам. Све.